Пред 5 години стоев на ова исто место, на ова иста сцена, на конвенцијата на ВМРО-ДПМН за избор на кандидат за председател на Република Македонија. И денес не можам да ја заборавам енергијата што ја почувствував тогаш. Енергија на луѓе патриоти, луѓе со силна верба, со желба и со визија за подобра Македонија. Енергија на млади и на посветени луѓе кои се вложуваат во градењето на нашата заедничка, успешна Македонија. Тоа ме направи да се чувствувам гордо и достоинствено. И затоа, дозволете ми да изразам повторно благодарност до делегатите од претходната партиска конвенција, кои ми ја дадоа поддршката и ме избраа за кандидат на ВМРО-ДПМН за председател на Република Македонија. Благодарен сум за поддршката што дојде од моите колеги, од поддржувачите, од различните профили, од конвенцијата, од раководството на партијата. Особено сум благодарен на граѓаните на Република Македонија за довербата и за поддршката што ми ја даваа во мојот председателски мандат. Целосно сум свесен за огромната чест и доверба што ми ја дадовте пред 5 години. Се надевам дека довербата беше оправдана. Пред 5 години ја презентирав мојата изборна програма. Денес, пред вас, доаѓам со отчет, во кој се гледа дека програмата е целосно остварена. Реализирав и многу други активности и проекти кои не беа предвидени со програмата. Пред 5 години на конвенцијата кажав дека имам 3 основни принципи во животот. На нив ме научи моето семејство, моите предци. Тоа се принципите да се биде чесен, да се биде искрен, да се биде вреден. Затоа најголемо задоволство ми представуваше кога граѓаните во изминатите години даваа постојано високи оценки за мојата работа, највисоки оценки за честноста на моето работење. Покажав дека сум искрен. Секогаш бев искрен и бев непосреден во се што се остварува. Пред 5 години ме избравте знаејќи дека не сум професионален политичар, туку универзитетски професор со академска кариера која ми исполнува. Знаевте дека бев човек посветен да едуцирам генерации и генерации млади поколенија. Човек кој истражува, пишува и говори за Македонија. Гласно и јасно, секогаш и секаде. Зборува за нашата посебност, за нашата историја видена со наши очи, за нашите традиции, за нашата култура. Го правев тоа затоа што беше навистина жално, беше навистина тажно да гледате одговорни луѓе од Македонија кои не си ја знаат ни сопствената историја, ни сопствената традиција, ни сопствената култура. Луѓе кои денес веруваат во представи за Македонија создадени за потреби на други држави и туги интереси. Луѓе за кои уште Кочо Рацин пишуваше дека за туги бели дворови ни копаат црни гробови. Денес повторно стојам тука пред вас за да видите дека политиката не ме променила. Функциите доаѓаат и проаѓаат, но Македонија е таа што останува. Со чист образ и со исправена глава пред вас стои истиот Ѓорѓе Иванов, професор по потекло од Валандово, кој повторно ја бара вашата поддршка. Дали вредно и посветено ја работев својата работа, нека покаже бројот и значењето на средбите и активностите што ги остварува. Имав повеќе од 200 билатерални средби со шефови на држави. Повеќе од 150 средби со премиери, председатели на парламенти и шефови на дипломатите. За време на мандат имав повеќе од 100 средби со други странски државници, високи представници на меѓународни организации, со верски лидери.
Представувајќи ја Република Македонија на меѓународната политичка сцена, досега остварив повеќе од 100 официјални, работни и неформални посети и учество на меѓународни настани. Бев домаќин на повеќе од 40 официјални и работни посети на шефови на држави на Република Македонија. Тоа не се само средби, тоа е промовирање на сето она што Македонија го постигнува на секој план. Тоа се и средби на кои се стекнуваат нови пријателства и се одржуваат традиционалните партнерства. Тоа се средби на кои се менува кај другите представата за Македонија. Во мојот кабинет примив повеќе од 5000 граѓани. Кабинетот беше отворен за многу луѓе. Ги слушав и се обидував да им помогнам во рамките на моите надлежности. Сакав да имам реален увид во секојдневието на македонските граѓани. Бев постојано во контакт со студентите, одржував предавања и дискусии на јавните универзитети. Ги организирав и поттикнував младите, иноваторите, научниците. Ја формирав и школата за млади лидери, из која со нови знања, искуства и вештини се стекнаа преку 150 врвни македонски луѓе. Привлеков преку 100 реномирани универзитетски професори, државници и експерти од светот како предавачи на школата. Тоа се новите пријатели на Македонија. Како верник, православен христијанин, редовно одев во нашите македонски храмови, но се среќавав и со поглаварите на другите православни цркви. Се среќавав и присуствував на службите со католичките и со евангелските христијани. Одев и во џами и на ифтари со наши сограѓани, но и не само во Македонија. Одев и на Ханука, ги чествував празниците со нашите сонародници евреи. Во мојот кабинет пригодно ги одбележувавме и празниците на сите етнички заедници во Република Македонија. Секогаш бев меѓу својот народ, меѓу граѓаните. Иако некој понекогаш со иронија и со подсмех гледаа на таа моја близкост со нив. Јас знам од каде произлегувам и од каде ја црпам мојата сила. За мене секогаш ќе биде гордост и чест да бидам со мојот народ, со граѓаните. Председателот не е над граѓаните, туку е со нив и секогаш е еден од нив. Еднакво сум председател на сите. Не станав председател за да ми служат, туку јас да им служам на граѓаните, да им служам на Македонија.